На 8 капалишта за сега имаме поставено околу 14-15 спасители. Тоа се капалиштата на базенот на СРЦ Белјанини извори, на плажата Голден, на капалиштето пред хотелот Инекс, на капалиштето пред хотел Метрополи Белви, на капалиштето пред хотел Десарет и на 3 плажи на градиште. Тоа е пред кампот, пред ресторанот и градиште 2. Тоа се оние капалишта кои што можам да кажам дека се безбедни, на кои што се соодветно обележени и има соодветен број на спасители на вода. Оние капалишта кои што на некој начин ги викаме слободни капалишта и кои што се по надлежност на локалната самоуправа, би апелирал до локалната самоуправа, би сугерирал да се постават соодветни табли каде што ќе биде истакнато и видливо за капачите, за посетителите на тие капалишта дека не се безбедни, дека нема спасители на вода, да знаат да бидат предпазливи и да се капат на некој начин на собствен ризик. Пристапот до капалиштето, до објектите на капалиштето, се тоалетите, маркетите, рестораните, секако дека е за поздравување, но да не се залажуваме и да не ги доведуваме во заблуда самите лица со телесен инвалидитет. Тие ниту на овие плажи што ги спомнавте, ниту на Охридското крајбрежје некаде можат безбедно да се капат во водите на Охридското езеро, затоа што за такво користење на плажите на Охридското езеро, односно капење во водите на Охридското езеро и на било кои други води во светот, постојат соодветни стандарди и критериуми и соодветни помагала. Услови за капење на инвалиди, тоа мора да го кажеме јасно и отворено и одговорно дека нема на Охридското крајбрежје, има пристапни рампи за до водата, меѓутоа да не се обидуваат самите лица со инвалидитет да влегуваат со тие колички кои што ги користат во вода, затоа што прво тие колички не се од таков материјал, можат да се оштетат, друго веднаш ќе потонат, значи е проблематично, нема да ја искористат онаа намена за која што се да бидат во водите на Охридското езеро.